етимологија на клучните концепти и зборот комуникација. Дали знаете како се преведува на овие наши јазици, јужнословенски јазици или други? А покрај она фраза дека подели па влади секогаш функционира, дури и на микроплан. Исто така да. Ние поминуваме неколку фази, така и започнав јас со мојот одговор. Значи, од општеството сите сфери ни ги окупираат и ги фрагментираат. Недостатства тој општествен активизам. Луѓето проживеа многу несреќи, многу катастрофи и сепак покрај тоа гледаме дека луѓето се летаргични, како ништо да не ги засега. Еден вид на епидемија на себичност, на индивидуализам, на некој, како да кажам, себичен индивидуализам, ќе ги стигматизираат, ќе ги отстрнат за нешто, ќе ги затворат, ќе ги тужат. Да направите една аналогија со случајот во Кочани, што е? Значи, нам не ни треба некоја обуки, не знам, за инклузивна демократија, ние треба 5 години да имаме некои проекти како се фрла ѓубре. Како да се погоди контейнерот. Како да се погоди ѓубрата контейнер. Ние уште тоа ниво сме на урбана култура. За жал, потврдувањето во онлайн сферата на социјалните мрежи им е многу важно. Поважно дури од реалниот живот и реалната комуникација. Значи ако објави фотографија на Инстаграм и да добие 500 лајка, повеќе му значи отколку да се игра 3 сати со своите другарчиња, да имаат некоја присност и блискост. Ако 3 дена ги оддалечите младите од телефоните, од интернетот, се ресетира нивниот мозок. Значи, се враќа некој хормонално стимулансен баланс и тие се чувствуваат подобро. На само залажување во смисла, моето дете има 3 години, се знае на смартфон. Да. Мислам дека тоа е погрешно. Како тука влијаат социјалните медии? Бидејќи ако останува долго пред екран, а нивниот мозок прима стимул или информација дека се уште е ден и не го лачи мелатонинот или другите и така они губат, значи се развива несоница. Значи наместо да комуницираме директно, да се социализираме надвор, да бидеме активни, да придонесуваме. Да елиминираме. Да, полесно ни. Тоа е комодификацијата. Полесно ми е, ќе му пратам порака, син, нот син, кратко, добро, не. Кодовите за комуникација кои што ние ги практикуваме во секојдневието, а влијат социјалните мрежи се пресликани кодови од маркетингот, од адвертајзингот. Значи, таа комодификација да ја отфрлат. Значи, да не ја користат како примарно средство за социализација, дали да го балансираат. Другите медиуми ни помагаат во ова или не одмагаат? Бисмиллахи рахмани рахим, во името на Аллах, се милостиот милостивиот. Се наоѓаме на почетокот на нова епизода на подкастот Диван. Вечерва имаме чест да го угостиме почитуваниот универзитетски професор, доктор Сеат Джигал, комуниколог, исто така доктор по политички науки, за кој што ќе зборуваме за комуникацијата, за јавната сфера, јавното мнение и други проблеми со кои што се соочува во наше убаво општество, македонско или северно македонско. Со нас, како и секогаш, е и стоматологот. Исто така. Фатмир, исто така доктор. Фатмир Ковачи, кој што ќе ја збогати ова наша дискусија. Благодарам многу за поканата, драго ми е да гостувам вашиот популарен подкаст. Да, ги гледав вашите епизоди, навистина импресивно. Темите кои што ги разработувате, дискусиите, интелектуалниот потенцијал на наша средина општество кој што го активирате и мрежувате, поврзувате, навистина импресивно и секоја чест. Пред некоја епизода беше гостин, како се каже? Агим Јонус. И тој ни велеше... Се вика Агим Домус, да. Много е контроверзен. Тој ни вели дека ако сакате да ви имате гледаност и ако сакате да имате импакт, треба малце поише нешто скандали, нешто провокации. Добро Во ви Албанија, кажам. например, има една емисија, до пред минатата година, се емитуваш, наслов на емисијата беше провокација. Да. Провокација. Да. Дали се согласувате вие дека треба да има повеќе провокација? Па тоа е меч со две оштрици, популарност, ама популарно зашто? Скандализирање, провоцирање, така натаму. Еве сега има еден скорешен пример. Еден од најновите подкасти е подкастот на Боки 13, кој што покрај сите своји перипетии, отварене телевизија, затворене телевизија, затвори судења, се врати на сцената, медиумската сцена и концептот на неговиот подкаст е да се јавува и да провоцира луѓе или да прикажува некои снимки, фотографии, видеа и ги критикува нивните стилистички
не знам, настапи, изглед, облеката и така натаму. И доаѓа до еден момент каде што самиот себе се критикува, за да не знам, ја креира таа атмосфера дека е нормално да се провоцира, да се смејува, да Како се се критикува пред огледало, што правите? Како... Не, пушта снимки со своји снимки, своји снимки, коментира, да. Види И, овој. така. Овој ке и ова. Да, многу е смешно. Види го ова. Да, и потоа објаснува, еве, кога сам себе си можам да се критикувам, да се исмеам, можам се кого сакам да исмеам. Тоа навистина поминува, тоа провоцирање, ама тоа е, како да кажам, таблоидизација на медиумите, значи ефтини приказни, ниски страсти и како да кажам, Ефектот е нешто кратко трае, кратко трае. Не е нешто што остава Така дол. И многу брзо се заситува оваа наша мала сцена и потоа кога ќе се засити Идеме на секој следниот скандал. на следниот скандал и се екстремизира, да биде по-радикално, по-екстремно, по-скандалозно. И Дамо и прагот по-банално. Да, така? да, тоа се вика Се овертон, спушта. во психологија се вика овертон window. Значи она што било скандалозно се нормализира и сега се бара уште еден чекор поскандал. повеќе. И тоа оди во безкрај додека изгуби Како е смисла. тоа од верски аспект? Се отвара вратата на шетанот, така? Да. Шетанот работи во фази, не работи одеднаш, така каже, на пример, Значи, ова е он лошо. иде на ниво, ако види дека отпорот е помал, тогаш Да. иде со поголема Тоа е таа со поголем напад. Ако стратегија. види дека отпорот е посилен, тогаш се рака ретерира и прави стратегија да употреби некоја Така. сила која што ќе можеби ќе влијае за А да дека го... Бог ми отвори вратата, мислам, што да ти кажам. Не, Така во таа навистина смисла е е, да, извинете. чудно за едно општество кое што тврди дека е конзервативно, дека ги почитува вредностите, дека се гордееме со некои наши традиции, тоа да се дозволи да стане нешто што се нарекува мејнстрим. Да. А ние важиме за точно конзервативно општество, сите статистики демографски покажуваат дека над 75% од граѓаните на оваа земја се заснуваат како верници на некоја од конфесиите. Влада е тој традиционализам, да кажам, во меѓучовечките односи, но во медиумската сфера тука е многу измешано и има едно големо влијание од тој западњачки либерализам, но има и доста влијание од некои други културни сфери на примитивизам, како да кажем, или колективизам кој што е исто така заснован на ниски страсти, на омраза, на нетолеранција и така натаму. И сето тоа кога ќе се измеша се добива еден комплот на вистина кој што во медиумите креира доста опасни содржини. Од, да кажем, нетолерантни содржини до пропаганда се до овие денешни актуелни дезинформации. И сето тоа комбинирано со една слаба медиумска култура доведува до, како да кажам, креира плодна почва за ширење на омраза. Тука е проблемот. Кога Таа омраза некогаш е неразбирлива. Да. Не ја насочуваме таа омраза некој кој што можеби најмалку заслужува да ја насочиме додека вистинскиот Да. тој што треба, не велам дека треба да го мразиме, но да имаме некој став кон него, Така. него го запоставуваме и го ставаме во Да. Во втор план. втор план, да. Да, тоа е точно, бидејќи суштината на сето тоа е што граѓаните лесно се инструментализираат и манипулираат преку омразата. А таа омраза е наменска. Некогаш е политичка, некогаш е, не знам, идеолошка, некогаш е чисто пропаганда, некогаш е дури и економско бизнес интереси се вмешани, не знам, да се отцрни некое место, некоја личност, некоја организација. И тука е проблемот што таа дволичност, значи лесно ставање во игра или мобилизација на омразата за други цели. И во таа смисла тука е многу проблем. Интернетот, особено и социјалните мрежи, денес стана како еден вид на Counter-Strike арена, како да ја наречам, или експериментално поле, каде што сите тоа го пробуваат. Значи, ако имаат некој политички интерес на кој што би му погодувало да крене одредена омраза кон некоја организација или група луѓе, многу лесно тоа го прави со 2-3 провокативни објави, потоа медиумите тоа баш поради кликаноста, тој кликбейт го експлоатираат, луѓето се навлекуваат како муви на тоа и тоа добива некоја фама или, како да кажам, гледаност, ние го велиме тоа рич, значи голем рич, огромен рич, многу луѓе да знаат за тоа и преку овие портали кои што не се медиуми, ја не би ги нарекол медиуми, тие се подизведувачи на некои комуникацијски операции. Субконтрактори. Да, субконтрактори, најчесто
погодуваат на различни интереси и тоа значи ја диктираат медиумската агенда. Тука е проблем. Сакам да- Ниски провокации. Да, сакам да те прашам, сега политиката е неизбежна тема. За жал, да. За жал, нашето општество е многу, може би презаситено со тие политички теми. Дали сметате дека помеѓу тие политички елити постојат сили кои што го насочуваат овој јавен дискурс во медиумите, повеќе кон дезинформации, кон збор, како се каже тоа, омразата, кон нетолеранцијата, кон... Да, има тука доста субстанцијални Мисля, не можам да разберам каде е поентата, кој е нивниот политички бенефит од тоа да го насочуваат општеството кон фрагментаризација, кон поделба. Да. Вака, прво само една мала белешка, Амел, дека ние како граѓани не треба да се откажеме од политичкото и од политичкиот активизам. Да. Во таа изворна смисла, полис, политикс, политика, има, јас тоа и во мојот докторат го истражував тие етимологии на зборовите кои се однесуваат на политичка комуникација. Значи, она што му припаѓа на полисот. Значи, политика е, еве, ние да се седнеме и да се одговориме дали тука треба да има пешачки премин. Тоа е политика. Значи, би дошло некоја урбана политика. Во таа смисла, ние не треба да се откажуваме од тоа политичко. Значи, граѓанската политичка сфера. А она што нас не гуши, за што се согласуваме, е таа дневна политика или партиска политика, која што само се испреплетуваат одредени интереси и би рекле дека ние имавме процес во многу сфери, прво нели тие беа граѓански или општествени сфери, да речеме спорт, да речеме уметност, образованието, сега се е тоа пенетрирано од страна на партија и на политиката и значи поле по поле ние им предаваме на нивно менаџирање. Сега еве сите сме сведоци како граѓани, имаме искуства негативни. Некој за да биде, јас бев пред некој ден се возев во такси, извинете, може вака е тривиално, и сега таксистот ми кажува како негов роднина за да се вработи во некое комунално предпријатие локално, морал да плати мито. Значи за таква најбазична работа толку е, значи партизација дојде на тој степен чувар, чистач, каве куварка, мора и тие да бидат. Ништо не е препуштено, ништо не е оставено. Во таа смисла треба малку да ја кренеме свеста дека треба да се го вратиме тој сектор. Политичкото, тоа основното значење на политиката. Значи и во исламот, само како мала дигресија, и во исламот кога се зборува за политиката, се зборува за нешто што е племенито, нешто што е доблес, затоа што преку политиката ти се обидуваш да создадеш подобри услови за животот на народот. И го водиш народот кон една добробит, едно убаво живење на овој свет, преку тоа што ќе му го олесниш начинот на функционирање, начинот на живење. Еве, кога сме веќе на тоа поле на етимологија на клучните концепти и зборот комуникација, дали знаете како се преведува на овие наши јазици, јужнословенски јазици или на други, комуникација доаѓа од комуна или заедничко. И ние на босански, на хрватски, српски, на другите јазици го преведуваме како опчење или општење. Македонски е општење. Значи, јазикот ни служи за да не интегрира во општеството, во нешто што е општо, нешто што е заедничко, и во таа смисла и политиката е една од најважните сфери на комуникацијата. Значи, ние да се поврзуваме меѓу себе и да креираме заедница. Значи, заедница и општото е невозможно без општењето или комуницирањето. Морам, бидејќи прашањето е многу важно, да директно да одговорам на твоето прашање, зошто не фрагментираат. Покрај она фраза дека подели па влади секогаш функционира, дури и на микроплан, исто така да. Ние поминуваме неколку фази, така и започнав јас самоот одговор. Значи, од општеството сите сфери ни ги окупираат и ги фрагментираат, ги презимаат и имаме еден континуиран процес од општествено преминува во политизација, политизација во партизација и партизација во приватизација. Значи сега ние може да зборуваме за приватизација. Има 2-3 луѓе во тие партии, тие ги приватизираат и самите партии и преку нив ја шират својата мрежа на влијание, на мок, на значи ние сме значи ние веќе ја изгубивме битката и со партизацијата. Сега имаме значи некој вид на приватизирани сфери од општеството и на нив им одговара. Тие меѓу себе си прават дилови и фрагментираат. Ова е моје влијание, овој портал е мој,
ова продавница, овој бизнис сектор е мој. Царините Царините се мои, значи на некој многу искривоколчен начин ние добиваме не милиардери, туку такви некои бизнис феудалци би ги нарекол или бизнис газди кои што им одговара да го изфрагментира тоа, да го ослабат граѓанскиот отпор, да се го поделат општеството така како што на нив им одговара во сфери на влијание. Комуникацијата тука е многу важен елемент за да се направи тој спротивен процес, да се подигне свеста. Колку е тоа тешко овакви услови на... Станува се потешко за жал, бидејќи, со модерните комуникацијски технологии има еден парадокс, а тоа е ние сме се поврзани, а се поразединети. Во суштина, постојат низ за истражувања и експерименти кои што покажуваат дека социјалните мрежи создаваат еден вид на привидна комуникација во смисла на социјализација. Значи, доминираат површни, слаби врски, а оние стабилни, длабински врски помеѓу луѓето слабнеат или исчезнуваат. Тоа може да се илустрира преку еден банален пример. Например, ако вие кажете, не знам, објавите некој настан на Facebook или на X, Twitter, што и да користите, Instagram и кажете, да се собереме, да се собере ѓубрето у Скопје утре. И ќе ви се кликнат 450 луѓе, а ќе дојдат 6-7 луѓе. Значи, социјалните мрежи го создаваат тој привид и на комуникација, и на вклученост, и на социјализација. Да, многу малку се оние луѓе кои што можат преку социјалните мрежи да развијат вистински длабински пријателства и контакти и значи тоа во теоријата се нарекува медиумска комодификација. Што значи не стануваме мрзеливи и кога треба нешто навистина да се направи, многу е потешко да ги мотивирате луѓето да станат, да се мобилизираат, да се активираат и тие преферираат да бидат виртуелно активни. Тоа се вика armchair activist. Значи само од фотелја нешто се активни, стискаат, лајкаат, а во суштина ништо не се менува. Во таа смисла е денес потешко. Полесно да се поврзате, но потешко е да воспоставите стабилни врски луѓето да ги мобилизирате за нешто конкретно. Дали нашето општество е, да не кажам, проколнато од тоа што недостасува тој општествен активизам? Луѓето проживеа многу несреќи, многу катастрофи и сепак покрај тоа гледаме дека луѓето се летаргични, како ништо да не ги засега, се натреба тој субјективен нивен свет во кој што живеат и не ги интересира што е надвор од тоа нивната зона, комфорт зоната или зоната на интерес, да ја наречеме. Тоа е точно, за жал, многу и погубно, не мора многу да се објаснува и да се докажува, може само да се барат некои причини за тоа, а тој феномен на социјална апатија или да кажам на фрагментираност на општеството, а секој еден вид на епидемија на себичност, на индивидуализам, на некој, како да кажам, себичен индивидуализам. Тој има и лично и секој од нас е одговорен, но и општеството создава услови за тоа и врши притисок. Јас се сложувам за таа социјална апатија, а проблемот е што кога ќе го ја споредите Македонија или Балканот генерално со општество каде што е активизам е поуспешен, мора да кажеме дека постои разлика пред се во еден феномен и категорија што се вика општествено лидерство. Општествено лидерство е тоа, значи луѓе на кои што ме работа да прават некои работи и да го прават тоа како што треба. Вчера, мислам, за жал беше овој масакр во Грац, во Австрија, и денес, ако ги следите внимателно вестите, ќе видите како локалните функционери, од градоначалници, министри, таму представници на локалната заедница ја мобилизираат таа заедница прво да изрази жалење, па потоа да организира поддршка за семејство и така натаму. Значи, се тргнува од тие луѓе кои што навистина име професионална и етичка должност да покажат лидерство. И потоа луѓето даваат поддршки така во слоеви, се придружуваат и обични граѓани. Кај нас го немаме обичното лидерство, второ имаме негативна историја во смисла луѓе кои што покажуваат некој вид на активизам, се мобилизираат, лошо завршуваат. И тоа не обвинуваат дека тоа го прават поради политички интереси. Ќе ги стигматизираат, ќе ги одстранат за нешто, ќе ги затворат, ќе ги тужат. Да направите една аналогија со случајот во Кочани, што е?
Што Да. се случи тука? Например, се ловеа виновници, се бараа виновници на секаде, како лов на вештерки. Не овој направил пред 5 години, овој не потпишал, овој со потпуштил мандати ова. назад. Да. Тоа е еден комплексен случај и Не аналогија со ова што се случи во град. тука нема општествено лидерство. Конструктивно спомнавте. Целото општество знае дека се работи тоа, значи ако се зборува за тој објект или тој бизнес, дека тој бил заштитен бизнес, иако не бил легитимен, бил заштитен. Значи имал некој политички партиски грб. И сега, ако внимавате, ако го анализирате случајот во Нови Сад, што се случи таму? Исто таму имало политички притисок таа железничка станица што побрзо да се реновира и да се они да се сликаат таму. А настрешницата не била реновирана. Да. Баш тие главни столбови. Ќе утам некој детај, после ќе ви пишуваат коментари, но суштината е дека на тој проект, да го наречам, во Нови Сад, имало политички партиски притисок и пари, и буџети и се, нели кинески биле изведувачите. Тоа се заврши со цел некоја пиар, да кажам, приказна била, да дојдат политичарите да се сликат. И сега, кој се го правил тој притисок за сметка на стандардите, тој е одговорниот. И сега, ако се тера истрагата како што треба, ќе излезат токму тие луѓе, кои што се директни партиски представници или нивни блиски луѓе, и се плашам дека и тука е слично сценарио, бидејќи ние така ги тераме работите. Значи, како што кажав, и за општи институции, јавни институции, комунални предпријатија, школи, културни домови, дури невладени организации, сегде има инфилтрација на партиски луѓе и тие прават притисоци на различен начин. Значи, и во таа смисла, вие не може да водите бизнес ако немате некој вид на договор со локалните власти, партиските влијателни луѓе и така натаму. И во таа смисла, да, приказната беше околу тој заклучок, дека лошо завршуваат луѓето кои ќе се побунат. Еве, значи доаѓаат родителите и кажуваат веднаш се тие под еден вид на пропаганден удар дека стигматизација. Да, дека тоа се политизира, дека се работи за некрологија, односно за некрофилија и така натаму, значи гледате дека дури тие родители не може да бидат поштедени од политички конфликт или политизација. А на прашањата кои се поврзани со тоа не се даваат одговори. Не се даваат конкретни одговори, да. Се прашува, баш гледав пред некој ден пресконференција, една новинарка се обидуваше да добие одговор, не и даваше никаков конкретен одговор. Добре, ние не сме експерти за такви Велеа дека истрагата трае. Имаме доволно изгледано серии CSI, нели? Значи, има два степени на истрагата. Едната е за самиот кривичен настан, а друго е за лиценци и решени. Значи, се инсистира, се дефокусира кон овие папирологијата, а самиот настан не е толку добро. А самите тие што го организирале, можеби не се опфатени со истрагата. Значи, се уште ги немаме ние фактите. И овој зид на излегување на информација од истрагата се уште постои. Затоа е ваква лоша атмосферата во однос на довербата кон обвинителството дека се тера работата како што треба. Ќе видим. Значи, но не сум оптимист дека институциите ќе се завршат работа. Целта не ни е целта да провоцираме, тупак да обвинуваме некого. Не, далеко од без докази. Целта е да потикне малку на тоа лидерство. Така е. На тоа општествено лидерство кое што е во корист на сите. Апсолутно. Сите имале корист доколку ова општество би било функционално. Апсолутно. Еве јас кога доаѓав овде или пред некој ден со мојот 7-годишен син се шетаме во парк, јас сум секој ден одново се шокирам колку ѓубре фрламе. Да. Значи нам не ни треба некоја обуки, не знам, за инклузивна демократија, ние треба 5 години да имаме некои проекти како се фрла ѓубре. Како да се погоди контейнерот. Како да се погоди ѓубрата контейнер. Ние уште тоа ниво сме на урбана култура. За жал, еве ја го кажам поразително. И јас онака се чувствувам незгодно бидејќи си ми 7-годишно дете, ќе испие нешто, ќе сладолед, се мачка се. Јас и тоа се бутам во джебови кога ќе дојдам во контейнер фрлам и гледам мали деца, тинеџери, стари, пензионери фрлаат и викам јас сум тука, не знам, се чувствувам како дека не сум нормален. Бидејќи ја терам. Например, а всушност средината не е нормална, мислам. Дворот на едно училиште, тука во Чаир беше едно од најубавите дворови, беше инвестирано во него. Да. Имаше терен за баскет и тоа за рекреација. Сега да го видите тој двор, ќе се шокираме. Не само од состојбата на тие на инвентарот кој што е ставен таму, туку од состојбата со ѓубре. Таму без милосно се фрла ѓубре. Ја не можам да замислам таа потенцијалот на таа деструктивна енергија, да речеме кај нас прво
различни Да градоначалници. види може само критични опа Да, кај нас албанците, кога ќе излезеш од твојата врата, од твојот двор, таму надвор се дозволено. Да. А тука внатре во моето кралство, тука мора да владее. Не бе, може да фрлиш каменче, зошто си фрлил каменче кај мене долу? Таму владее OCD. Мене ме фасцинира потенцијалот на таа деструктивна енергија. Во неколку мандати различни градоначалници става клупи по паркот. И прво беа оние убаво изгледаат дрвени клупи. Тоа се беше искорнато. Потоа почна да стават железни. И тоа го ниште. И сега некои бетонски и тие успева да ги откона, да ги изместа, да ги потргна. Значи мора да се загрижиме за овој вид на нормализирана деструктивност во нашата култура на урбано живење и ние не можеме да глумиме дека сме некоја висока цивилизација ако вие работи не си ги расчистуваме во својот двор. Само како мал до објаснување за ова што го кажете, како мало до објаснување, зборав со еден кој што е вработен на општината. Кога прв пат го направи паркот во Чаир, навистина беше убаво, имаше место за играње за децата и клупите беа супер. И за кратко време тоа се уништи. Да. И јас го прашав како вика таков е нашиот народ. Мора да им го обновуваме паркот секои 2-3 години, се одека не се порасне свеста. Да. Кај нив и тие да станат свесни дека ова е твое, не е тоа ниту на премиерот, ниту на претседателот на општината, тоа е наше. Ако ние, ја често пати на учениците во школа им зборувам, гледам како голема деструктивна енергија кон училишниот мебел и тоа. И велам, ова е наше, ова не е знаеш колку години чекавме ние да се изгради ова училиште тука што е близко. И сега ти го уништуваш самиот. Што оставаш? Каква порака оставаш за следните генерации? Ја немаме таа култура на општото, на јавното, на нашето, на колективното. Совест е многу е ниска. И свест е многу на ниско ниво. Мора да ги учиме младите. За нас постарите нема надеж. Еве јас со мајка ми имав проблем да ја научам да не ми пишува пораки на социјални мрежи, бидејќи живееме во заедница. И она ми праќа пораки како беше денес, и ја викам ќе те блокирам. И она продолжа да ми праќа пораки, викам живееме во иста стан, дојди прашај како сум. Не би тој случај, дојде, отвори врата, прашај како сум. Имаше една сцена од еден филм, маж и жена, сопруг и сопруга, стојат пред огледалото во патилото во бањата и си пишуваат и во едно време, значи после долго пишување, застануваат и 20 се гледаат. Што правиме? Тоа е тој апсолутно добар пример. Поентата или пораката ми беше колку е тешко да ги менувате навиките на постарите луѓе, кога тоа ќе се закости во тие вилги мозочни, многу е тешко. Или да те викне во време баш кога не ти одговара. Кога се работа. Така што треба да се работи со младите. Јас гледам и на вашиот подкаст и вашата платформа како можност, Спомнавме преска, значи ги спомнавме социјалните мрежи, како влијае врз современата комуникација, конкретно еве го кажавме тоа за постарите луѓе, ете, тие се обидуваат некако, мислат СМС ако напише ќе стигне до син па дали ќе видат другите или не, нема врска, битно тој да види. Како, значи, кај младите, особено, значи, еве, сите ние сме во најмала рака родители, сте универзитетски професори и Абел Кутише исто така работи и со постари, и со помлади деца. За ова би можел, јас ви кажав, да зборувам со сати, но може би Иако сте ме поканиле како професор или доктор на науки, јас малку по-разговорно ќе го кажам ова. Ќе ви кажам два примери. Значи, еден пример, пред 2 недели, во комуникација со младите, нашите студенти од Балканскиот универзитет, сега зборував со еден млад студент и на македонски зборував. И му кажувам, јас и он во едно време, професоре, се извинувам, ке може ли да се префрлиме на англиски? И викам, добро, нема проблем. И јас продолжив на англиски. Истиот ден, потоа зборував со еден млад човек, студент, и исто јас инициирав македонски, зборувавме и тој ми кажа дали може на англиски да продолжиме во разговорот. Сега фасинантното во ова е
како и да го анализира, дека едниот беше етнички македонец, а другиот етнички албанец. И 20-та побара од мене тоа се вика code switch. Да, поминам во да комуницираат по англиски бидејќи размислуваат и чувствуваат подобро размислуваат на англиски јазик. Ете го најдиректното влијание. Јас мојот 7-годишен син кога го земам од училиште, а порано и од градинка, го чекам да завршат, не знам, со јавење со некои процедури таму и седам на тие клупи пред градинка и пред училиште и поминуваат мали деца. Тие деца се 9, 10, 11, 12 години и тоа првпат се фасцинирав, зборуваат на англиски. И тоа не е тој англиски некој балкански англиски, многу добар англиски со американски акцент. Постојано меѓу себе зборуваат. Ја мислев дека некој исклучок и така со месеци сватив дека на нив тоа им е престиж да го знаат тој јазик. Нормално им е. Еве сега со моите престиж македонски, албански да знаат. Да, сакам да кажам, она кој ќе кажеш мајчин јазик. Сега и тоа е загрозено. Загрозено е. Загрозено е дека македонскиот е мајчин или босанскиот е мајчин или албанскиот. Колега, универзитетски професор, кој што има проблем со детето. Може би сега детето има 15 години, но во времето кога имаше 7, 8, 9, 10 години, се обидуваше да зборува со него на албански, не може. Само англиски. Проблем. Значи тоа е создал една слика за себе дека тоа е негов мајчин јазик. Да. Можем или како да тоа е негов прв јазик, да речеме, да. Јазик на опште. Значи, како што би рекле IT и техничарите, значи во кернелот, во јадрото, во процесорот влијаат социјалните мрежи. Ќе ви кажам и други примери. Има многу истражувања и сега треба да се биде внимателен кога се цитираат истражувања од Запад, од Америка, Канада и од Европа. Кај нас помалку има истражувања, но некои може да се применат и ние правевме одредени истражувања и покажува дека социјалните мрежи влијаат кај младите на еден вид на екстерна валидација. Што значи екстерна валидација? Тоа значи дека потврдувањето во онлайн сферата на социјалните мрежи им е многу важно. Поважно дури од реалниот живот и реалната комуникација. Значи ако објави фотографија на Инстаграм и да добие 500 лајка, повеќе му значи отколку да се игра 3 сати со своите другарчиња, да имаат некоја присност и блискост. Значи екстерна валидација. Он тука созрева и добива само доверба со тоа што го добива како некој фидбек комуникацијски на социјалните мрежи. И многу поважно му е тоа отколку, не знам, да има добро другарче кој што секојдневно може да се игра со него или на кој што може да му се довери, има ваков проблем или онаков проблем. Значи тука исто се изместува таа социјализација кон социјалните мрежи. Кваката или проблемот тука е што тоа е многу брзо и површно. Таа валидација. Ви ја добивате денес, утре сите да заборавиле. И тоа е тој циклус, Мајгепсен круг. Секој ден мора он да се валидира онлайн. И ако ја нема таа валидација, тој допамин, тој стимул од социјалните мрежи, тој ја губи самодоверба. Контраефект. И не може да се изгради. Постојат истражувања, извини ако те прекинувам, дека ние всушност еден цитат можам да го кажам од познат комуниколог, дека ние воздигнуваме или образуваме ментално слаби млади луѓе. Тие преку социјалните мрежи немаат можност да поминат през некои потешкоти, кризи, психолошко созревање, сочување, разочарувања. Значи, она што ние како генерација без интернетот сме го имале, да речеме, ќе се скараш со пријател, па и сега со месеци онака се секираш. Значи, сега они не можат, се им е лесно, се им е на дофат, се им е брзо, се им е инстантно и немаат доволно можност да се развиваат психолошки, да созреваат, да поминуваат, значи да отрпнуваат, да доживее некоја психолошка болка и да ја совлада. Да не го кажам, да не го покуси, да не го разочара премногу за да премине во депресија. Тоа секојдневно они го имаат тој тест. Значи брзо, значи онако на некој пријател не му одговара или он му пратил порака, овој не му одговорил 2 дена, он ќе го избриш. Катастрофа е. Ми ја остави пораката син. Добро. Во наше време, да, син. Нормално. Да. Сега ако му оставиш на некој млад човек син, да, тоа е за него тешко. 10 пати ќе ти го спомне. Да. Ја виде пораката, ми ја остави. Зошто не си одговорил, зошто вака, зошто вака? Ми остави син. Таа што го рече таа екстерна валидација. Да, валидација, екстерна валидација и тој не можност тие психолошки да поминат низ некои искушенија кои што се здрави за нас.
Еви да одите на фитнес, мора до тамо да кревате, да се мачите, да се потите, за да развиете некој физички орган. Така и во психолошката сфера. Вие мора да отрплете. Тоа е таков е животот. Дали Полно се имате искушение. гледано документарецот The Social Dilemma? Секако, да. И таму се спомнува еден дел дека ова што го спомнати барат одобрување од другите за тој нивен пост или за тоа што го напишана. И се гледаше таму како еден негативен ефект врз менталниот живот на една младо девојче. Да. Која што доби негативни коментари за незините уши на една слика, па потоа тоа прерасна во и потоа еден психолог зборуваше дека сега навистина е трагично колку е зголем процентот на самоповредување, дури до самоубиство, кај девојчиња кај кои што такви проблеми не постоеле. Например, во возраста од 7 до 13 години или така беше некој период. Значи, тој ефект е навистина страотен и е негативен во голема мерка затоа што предизвикува кај тие млади девојчиња да го спуштат нивото на вреднување на самите себе си. Апсолутно. Значи ние затоа кој би бил можеби најдобриот начин кај децата и кај младите, кај генерацијата која што доаѓа да го инсталираме тој еден вид на една психичка стабилност, ментална стабилност, исто така и на вреднување на работите онака како што треба, на доблестите, на вредностите. Така. Има многу начини, а пред неколку месеци излезе едно истражување од германските универзитети кој што вели дека ако 3 дена ги оддалечите младите од телефоните, од интернетот, се ресетира нивниот мозок. Значи се враќа некој хормонално стимулансен баланс и тие се чувствуваат подобро. Значи само 3 дена ако успееме да ги оддалечиме. Значи има надеж, не е изгубена таа битка. И во таа смисла постојат различни методи, тоа се вика дигитална детоксикација, digital detox. Младите да се вежбаат, да се оддалечуваат и да им биде природно тоа делови од денот да бидат без било каков. А колку тоа оддалечување им го дозволуваат овие социјални мрежи? Може би се каже во филмот се како не. Се прават профилирање на личноста и потоа се прави се за да го вратат повторно во мрежата. Апсолутно. И мора да кажам дека тука и ние како некоја генерација на родители или на возрастни не работиме доволно, дури имаме погрешен пристап, значи работиме во оваа трка, нели, капитализам, профит, така натаму. Сите сме во некоја трка за заработка или за докажување, за успешно деловно работење, придонесување, така натаму. И сега родителите нормално папсани, уморни, наместо да се посветат на децата, тие всушност им е олеснително да ги стават пред некој таблет, пред некој смартфон, пред телевизор, смарт и така натаму. И добија време за себе. Да. И дури има еден степен на самозалажување во смисла, моето дете има 3 години, се знае на смартфон. Да, тоа е, да. Мислам дека тоа е погрешно. Не треба да се фалите со тоа дека он знае се да таму да отвори, да ова, да она, значи треба да има, треба да се обучува малото дете, значи не треба ние да бидеме лудисти во смисла тоа се вика технофоби, да се плашиме од технологијата, мора да ги вклучуваме, но тоа мора да има еден надзор и мора да има една мерка. Значи дневно толку, сабајле никако, пред спиење никако. Бидејќи штетно за здравјето. Штетно е за здравјето. Навечер после 10 сати, вие тоа го знаете подобро од мене, се лачи еден хормон мелатонин, кој што потоа го опушта телото за да вие имате сон. И не само да имате сон, туку да имате длабок сон, да ги достигнете оние REM фази. Квалитетен сон. Јас спиам преку ден, ама немам длабок сон и потоа кога ќе станам се чувствам како утепан. Не е тој здрав сон. Значи треба да биде и длабок сонот. Како тука влијаат социјалните медиуми? Бидејќи ако останува долго пред екран, нивниот мозок прима стимул или информација дека се уште е ден и не го лачи мелатонинот или другите и така они губат, значи се развива несоница или површен слаб сон и така натаму, значи во наше време се знаеше, у 7:15 е последниот цртан филм. Цртанот, мечето ушко. Вестите не смееме да ги гледаме. И потоа одиме на спиење. Да се спие. Само да докажам дека има начини, покрај дигитална детоксикација треба да се води сметка кај младите луѓе да се развиваат таа комуникацијска медиумска култура, која што треба да се заснова на едно чувство дека медиумите во нашите животи, во нашата комуникација имаат 3 степени на влијание. Прво е да бидат
како да кажам, дополнување на нашата комуникација. Еве, јас со Авко ќе се видам денес, да речеме негде, и сум заборал да му кажам нешто, ќе му пратам порака на телефон. Значи, тоа е надополнувачка, што е сосема во ред. Или, да речем, некој од нас ќе замине во странство, не можам да комуницирам, да се гледам со него директно, значи, тогаш ќе зборуваме, сега не е Skype, порано Skype беше го уништија Skype, сега се Viber и WhatsApp и тие модерни мрежи, тоа е, значи, заменувачко. Заменува кога јас не можам да се социализирам. До тука е во ред ако тоа го балансирам. И сега има трета еден степен, тоа е истиснувачко. Тоа што ви споменав со мајка ми. И јас си забранив да ми праќа пораки бидејќи живееме под ист кров. Значи, наместо да комуницираме директно, да се социализираме надвор, да бидеме активни, да придонесуваме. Да елиминираме. Да, полесно ни. Да. Тоа е комодификацијата. Полесно ми е, ќе му пратам порака, син, нот син, кратко, добро, не, дури ми е тешко да пишувам цели збори реченици, ќе пуштам некој емоджи и многу е тоа олеснувачко, така? Таа комуникација на младите е многу се тие кратенки, тие... Тука е проблем, бидејќи се банализира и комуникацијата. Има некои истражувања кои што потврдуваат дека нашата комуникација се повеќе се упростува, поедноставува и ја менува својата природа. Значи, од една, да речеме, почнуваме со знаци да се разбира. Сложена комуникација која што може да опише чувства, мисли, така натаму апстрактни концепти, сега се сведува на сигнална комуникација. Значи, вистинска комуникација се сведува на сигнална комуникација. Плюс, минус, да, не, 0, 1, бинарно, така. Замислете вие, бидејќи тие примаат толку пораки на ден што не може да ги процесираат сите длабински. Замислете вие, имате еден автопат и покрај автопатот има билборд. И сега замислете има некоја поема на билбордот, има една слика. Што ќе видите ако возите со 180? Само сликата. Тоа ќе ти остане. Значи се дисторзира комуникацијата во сигнална комуникација, а олеснување за тоа е визуелноста на пораките и во таа смисла тие се повеќе имаат проблем. Јас со младите луѓе и на обуки со основци и средношколци и со млади луѓе студенти, да речеме, губат способност моторика за пишување. Да. Голем проблем е со напишувањето. Јас еднаш ќе ви кажам вака. Да. Еднаш се случи да немам време, неколку студенти за полагање ги викнав на устен испит и многу им беше шокантно. Пола од нив имаа вербални вештини да полагат, ама пола беа шокирани. Значи им беше многу стресно да полагаат устен испит. Бидејќи доминантно нивната комуникација е таква. Значи преку типки, преку тастатура и без вербално поврзување. Исто проблем е површноста во комуникацијата, тоа го напомнав. Ќе ви кажам некои анегдоти, би можеле да утре да разговараме, но еве со младите луѓе, не моите студенти, туку со други луѓе вака роднини, и они ме прашуваат, бидејќи јас ти си доктор по комуникација, кажи ни што е проблемот. Значи, комуницираат младите луѓе, се запознаваат, да речеме, на Инстаграм. Да прашуваат притисокот. Да, ме прашуваат за совети. И сега вели, запознав некоја симпатија на Инстаграм, и викам, добро, и што, отидов на кафе и се разочарав, Викам, зошто се разочара? Па не изгледа исто како на Инстаграм. Да, тоа е. И тука симптомот е дека они создаваат еден фиктивен, нереален свет или очекувања на Инстаграм. На Инстаграм секој нормално ќе се ја стави најдобрата фотографија, ќе употреби 6 филтри, ќе изгледа како некој холивудски актер и сега кога ќе се види во физички свет, па овој не изгледа како Џордж Клуни или како Џони Деп или како. Во таа смисла, уште кога ќе почне да зборува. Да, уште ако почне да зборува. Во таа смисла нормализира еден вид на фиктивно, нереално социализирање. Ние имаме нереални очекувања од другите. Сите ние сме грешни или, како да кажам, далеко од совршени, несовршени во секоја сфера. И прифаќањето или градењето на пријателство се заснова токму на тоа. Да прифаќате несовршеноста на другите. И тоа станува се потешко некои такви работи кои што порано биле природни, из кои што сме поминували, сега социјалните мрежи се изместуваат. Да, преку овие социјални мрежи дали не сметате дека се создава една идеализација на дворешноста? На изгледот додека се запоставува тој внатрешен елемент. Секако да. А постојат многу теории, јас само ќе кажам некои вака најлесни за разбирање.
има една теорија дека всушност кодовите за комуникација кои што ние ги практикуваме во секојдневието, а влијат социјалните мрежи се пресликани кодови од маркетингот, од адвертајзингот. Значи, ние практично прифаќаме од Инстаграм, од социјалните мрежи еден вид на идеализиран живот, кој што потоа сакаме да го примениме во секојдневието, што е нереално. Има многу студии од британски и американски студии од 60-ти и 70-тите како телевизијата како медиум влијала на модата. Значи, некој ќе види некој актер или Елвис Присли, фармерки, не знам кошо, овако, сите носат такви, нели? Сега ние тоа го гледаме на Инстаграм и сите во реалниот свет сакаат да изгледа така. Совршена линија, не знам, тен ваков, секогаш цело време да биде тој исончан тен или не знам, козметика ваква, облека онаква и во таа смисла да. За жал се создава еден вид на нереалност, начин како изгледа некој толку како размислува. Сакаме ние да во реалноста да имаме некој живот како што го гледаме тоа во рекламите, тоа е невозможно. Инстаграмот, ТикТокот, социјалните мрежи сега ги заменуваат рекламите. Тука се создава тој идеализиран свет на инфлуенсери, на топ модели, на opinion makeri онлайн и така натаму. Како и можеме ние младите да ги насочиме повеќе кон вредностите, кон доблестите? Тука зачнав со она моје трислојно влијание на технологијата. Значи, таа комодификација да ја отфрлат. Значи, да не ја користат како примарно средство за социализација, дали да го балансираат. Другите медиуми ни помагаат во ова или не одмагаат? Одмагаат. Еве, вие сте доволно возрастни, негде тука сме со годините. Јас се сеќавам кога, да речеме, доминантни медиуми беа телевизијата и печатот, така? Да. А социјалните мрежи кога почна да се појавуваат 2008-2009, ние таму на Твитер, на Фејсбук коментиравме работи што се случуваат во електронските медиуми. Овој бизнесмен направил, овој политичар, овој спортски натпревар. Значи трансферот беше мејнстрим медиуми, беа електронските медиуми, а дебатата беше во социјалните мрежи. Сега е обратно. Сега се случува на социјалните мрежи и се пресликува во електронските медиуми и во таа смисла они се во некоја луда трка да ја достигнат популарноста ричот кликовите на социјалните мрежи кои што имаат неограничена слобода да пласираат лажни информации, кликбейт информации, провокативни содржини и така натаму. Значи во таа смисла они сега се изместени од својата јавна функција, нешто што јас го истражував според теориите на Хабермас, што е јавна комуникација, јавна сфера која е одговорна страна на јавниот медиум и на јавниот сервис. Сега они се по таа комерцијализација во трка со социјалните мрежи. Дали влијанието на религијата во јавната сфера, дали денеска е маргинализирано или пак се враќа преку таа матрица на политичкото влијание или политичката инструментализација се? Да. До сега зборувавме главно за негативните работи, јас сакам малку и да дополнам дека социјалните мрежи и интернетот на позитивна страна имат извонреден голем позитивен потенцијал, како што кажав, да комуницираме со луѓе кои што вообичаено не можеме да комуницираме, да се поврзуваме со другите луѓе кои што слични по интерес. Да. Јас како член на некоја научна заедница, истражувач, научен работник, едукатор, многу имам полза од тоа, достапни ми се сите информации. Ние кога бевме студенти, јас морав да земам автобус, па да идам до универзитетската библиотека, па таму да барам некои книги со сат или во Ману има исто книжарница која што користев преку. Значи многу ми беше ограничен, да речем, пристапот до информација и до знање. Значи во таква интелектуална академска истражувачка смисла многу се корисни. Исто и во верската едукација. Навистина, јас најмалку 7-8 јутјубери, значи исламски, верски, така натаму и од другите вери, религии, конфесии ги следам. Многу дознавам нови работи. Да речеме дознав, еден сега куризитет, дека постои еден мит, легенда во јудео-христијанската култура, дека пратеникот Сулейман алейхиселам или Соломон, има една легенда за него дека имал магичен прстен. Не знам дали е тоа познато или верификувано според веронауката. Дали имал тој таков некој магичен прстен? Само да докажам, потоа можеш ти да ми одговориш, би дека некој вид на индиректно прашање, дали е точно. Дека тој магичен прстен на Соломон, Сулейман алейхиселам, бил инспирација за Lord of the Rings. Значи за Господар на прстените на Толкин.
И дека, значи, во таа смисла дознав некои работи кои што јас никогаш можеби немаш да ги дознам. И сега ги истражувам, ги проверувам. И во таа смисла многу се корисни тие работи. Тој позитивен потенцијал е многу важен. Те молам дополниме па потојаске. За прстенот, да. Не знам дали постои. Дали е тоа мит, легенда или има некоја? Дали постои предание за тоа, но од аспект на Божјата помош и поддршка за Божите пратеници, секако дека Аллах на сите Божји пратеници им давал некои надприродни дела, нешто што излегува од кои се нарекуваат муџизи или ајети или знакови на Аллаховата моќ. И може да постои дека, но според она како Исламот гледа на овие работи, не е поврзано со нешто што е материјално. Значи тој прстен, оно што се спомнува кога дека Аллах или Бог му овозможил на Сулејман, на Соломон, да комуницира со животните. И му дал власт над една категорија на суштества, джините, кои што му служеле и кои што најтешките работи ги работеле за Сулејман. Неговото кралство било толку големо што дури нашиот пејгамбер Мухамед алейхиссалату вассалам вели дека еднаш ми беше дадена можност да го фатам шејтанот и да го врзам за еден од столбовите на Медина, за да децата се поигруваат со него. Значи Но се сетив на довата, на молбата на Сулејман кој што вели: Господару, дај ми моќ и власт која што нема да има никој после мене. И затоа вика се откажав од тоа. Тоа е мудро. Една како кажам, сведоштво. Апсолутно, сега доаѓаме на темната страна на социјалните мрежи и верата или верувањето или религиите, а тоа е дека социјалните мрежи многу го олеснуваат и оно што се вели манипулација, индоктринација, значи потоа еден вид на застранување, екстремизација, радикализација, агресивност и така натаму. И во таа смисла е голем предизвик да се балансира, да се користат позитивните страни. Дали за ова не придонесуваат и останатите општествени фактори? Гледам дека нивото на насилство кај децата и тоа, како се вели, виртуелно насилство кое што е булизмот, кое што постои на тие социјални мрежи, дали е тоа резултат само на самите преференции кои што ги има лицето или пак е резултат на една општа клима која што постои каде што насилството, навредите и... За жал, постои таа клима и таа е многу влијателна во негативна смисла, дека нашата медиумска, политичка и секаква и верска култура не е доволна за да воспостави брани кон некои такви влијања. Практично вие, да речеме, ако креирате лажен профил, лажен идентитет, се представувате како верник или како некој веронаучник или како некако верски лидер или представник, многу лесно е да ги изманипулирате луѓето, да соберете пари, да ги организирате за нешто, да расширите омраза и во таа смисла, ние сме многу подложни. Треба прво себе си да се погледнеме во огледало и да видиме колку некој по пат на социјалните мрежи може нас... Поголем рич има тие негативни пораки отколку некои позитивни. Апсолутно, за жал, И во таа смисла треба прво да тргнеме од себе си. Да ја зголемиме својата медиумска писменост, верска писменост, медиумска писменост, медиумска култура, политичка култура. Да ги препознаваме манипулаторите, да ги пријавуваме манипулаторите. Да речеме да се солидаризираме со другите, некој ако изманипулиран да ги заштитиме. Да имаме различни, како да кажам, пандани на некој вид на едукативен процес кои што ќе им помогнат на младите да препознаваат манипулатор, индоктринатор, екстремиста, агресивен, хейтер, што и да е. Сакам да кажам, овие програми се може и присутни, но за младите не се привлечни. Не се. Некако како негативната страна да е попривлечна, да е подостапна, како да гледаат кај нив поголема ревностност. Јас често ја користам метафората на информациите со храната. И во таа смисла информациите се еден вид на храна за нашиот дух, за нашиот интелект, за нашата свест, за нашата когниција. И сега вие кога ќе влезете во некој супермаркет, најпродавани се оние fast food, junk food. Значи, дали се тоа чипсови, дали се тоа газирани пијалоци, тие најмногу се трошат.
Значи тие се јас имав проблем сега да не се жалам као некој пензионер, тука морав да се откажам од некои јадења и многу ми беше тешко да не користам грицки. Обично имав навика навечер пред лаптоп или пред телевизор да земам некои грицки, дали се чипсови, дали се смоки, дали се кикирики. Имав проблем со не смеам слани работи многу да конзумирам и сватив дека сум навлечен на тоа и многу тешко, значи индустријата работи против нив да им дава таква храна која што дава силни сензорни чувства на вкус. Ефектот е негативен. А ефектот е многу негативен. Сега ова се префрла и во информациите. Значи, нешто што е многу смешно, нешто што е фрапантно, фасцинантно, тоа поминува. Еве сега отворете Instagram, Reel, TikTok, се некои шокантни такви видеа кои што или се многу шокантни негативно, страв, или се многу смешни, плачете од смеа, гледате работи кои што не се случуваат. Значи и тие се по таа логика на екстремизација, на еден вид на интензификација на чувството при примање на таа информација. Да ве шокира, да ве фасцинира, да ви предизвика да плачете од солзи или да се исплашите толку. Да направи спектакл. Да. И во таа смисла тие се многу под тоа влијание. И ако немаат поддршка од нас едукаторите и од родителите, тие не може да ја добијат таа битка. Значи да најдат вистинската правилната информација, не знам, која што е проверена за некое верско начело. Тие ќе проверуваат и ќе мора да поминат 10 филтри на пропаганда, на индоктринација, на екстремизам за да дојдат на заблудување. Да. И во таа смисла таа борба е многу тешка. Денес многу повеќе имаме информација, ама потешко е да се дојде до знаење, што е парадокс. Значи, порано сме имали некои канали, средини, каде што провереното знаење... Помалку информации, повеќе знаење. Сега обратното, повеќе информации, помалку знаење. Има статистики дека на почетокот од 20-тиот век луѓето примале информации во текот на целиот живот, колку што ние беше таму сега ќе бе околу 5 гигабајти информации, примал човекот во цел свој живот, сега ние 5 гигабајти еден ден. Сега со терабајти. Сега поминува во терабајти, да. И во таа смисла, тоа ја немаме таа способност на филтрирање на информации. Тоа бомбардирање со информации е навистина страшно. Ризично и опасно за младите луѓе кои што не се подготвени за тоа. Не само бомбардирање, туку ако ги ставиме во ЕСАП и лажните информации, пропагандата, тогаш е. Страшно. Таа битка е речиси изгубена однапред ако немаме солидарност, ако немаме поддршка. Значи еден од општествен активизам. Тука не фали. Значи лидерство. Ние имаме убав телевизор, имаме убава фотелја, не знам, станот ни е среден, куќата ни е среден, надворот ни е среден, ама што надвор од дворот? Кој се грижи за тоа? Да, кој се грижи за тоа. Во таа само што ќе стапнеш веќе не те интересира. И во културната сфера го немаме тоа заедништво. Го немаме тој, како да кажам вака, джематлук или заедништво или поврзаност, сплотеност. Тука треба да работиме. Една од целите зошто, например, во исламот е пропишан заедничкиот намаз, е тоа да се среќаваат луѓето, да се разговараат, да комуницираат, да се интересираат. Божиот пратеник после секој сабах намаз, доколку би видел дека некој изостанува, би прашал да не е болен и би отишол да го посети. Така, тоа е многу важно. Го немам. Јас се сеќавам на некои приказни на баба ми во тие пештерски врлети, вие знаете од кај сум потекло. Вика кај нас навечер ќе дојде некој патник намерник. Вика патувам, не знам, од тој дел од Косово, патувам негде на север. Ќе го примате, непознат човек. Ќе јаде, ќе спие, ќе си замине. Ние денес замислете некој да ви зачука на врата, нема да му отворите. Некако ја немаме таа. Мора се најме од 2 недели. Не, јас за да идам кај роднините мора да се најавам, не да им. Знам мојот рахметли татко кога Да, може да дојдеме. Знам мојот рахметли татко, он имаше еден точак велосипед, земеше и ги посетуваше сите родбини. Какво најавување, кој го најде. И ја почитам таа култура на сплотеност. Значи се посетува почесто. Значи, ако не си подготвен да го примиш, не е никаква катастрофа не, далеко да не му одговориш, да не му отвориш врата. Но денеска нашите услови се многу подобри, по-луксузни, повеќе можности има да го угостиме. Гостинот, а не ги угостуваме. А не ги угостуваме. Тука тоа сме го изгубили. Порано немале
многу услови. Што се вели? Значи жената била принудена да подготви ручек или вечер за повеќе луѓе. Домаќинот не ја прашувал. Така. Ние се сложуваме мел бидејќи ја губиме таа, ние го имаме оној наратив, нели, на запад се побогати, ама ние сме душевно богати. Сега не знам дали сме душевно богати. Ја изгубивме таа духовност. Тие негативни работи. Да. Ние од запад имаме само она најштетното, ние најлоши работи, само материјалното. А душевноста ја губиме, не знам дали ние сме на ниво на нашите предци во таа духовна. Сега уште едно кратко прашање. Овие денови беше актуелно флотилата на бродот Мадлен кој што се обиде да пробие блокадата. Неколку новинари што имаат импакт и влијание го нарекуваат тоа како селфи флотила, како кликбейт и ова она. Па Грета Тунберг беше во таа поврка, мислам. Повеќе не ја обвинува. Добро. Како гледаш ти на тоа? Дали ова е еден чекор кој во вистинска насока или пак можеби е погрешен чекор да се направи во тоа во оваа ситуација? Од аспект на како луѓето гледаат на ова. Секако. Јас тоа ми е работа што се вели да ги истражувам тие работи. Кога ќе ме видат 7 часа дневно да сум на социјални мрежи, кажам јас работам. Некој време на социјалните мрежи, тоа ми е работа. I'm working. Каде е границата? Кога можеш? Ти многу си на киснеш на Facebook. I work at Google. Сакам да кажам, се обидувам ги следам тие трендови. Има еден концепт кој што се занимава со тоа, се вика virtue signaling. И тоа е точно. Значи, многу луѓе фейкаат. Се фейкери дека се они ангажирани. Затоа се вика virtue signaling, дека се ангажирани, дека има грижа за нешто. Но они не се единствени. Навистина има искрени луѓе. Искрени активисти, луѓе кои што се посветени така натаму. Значи, треба сега ние во сета таа конфузија од информации навистина да разделиме кои се навистина фейкерите, кои што повише себе си се промовираат како активисти, од оние луѓе кои што активно нешто помагаат. Во таа смисла е големо искушение. И не треба да ги забораваме искрените луѓе кои што прават добри дела, кои што се хумани од целиот свет. Тука не може да кажа дека се фейкери, лекарите кои што го ризикуваат нивниот живот, одат таму и прават операции. Треба да сме свесни дека голем дел, можеби мнозински дел од нив се жртвуваат себе си, своите семејства и животите да помогнат некој да преживее еден ден, едно бебе да преживее еден ден. А ги има овие фейкери, тоа е факт и треба само да се научиме и е солидарно да споделуваме информации кои се они да ги значи да немаме доверба во нив. Еден момент со социјалните мрежи е многу симптоматичен и едно големо искушение на нашето време кој што мора да не загрижи е дека ние практично гледаме еден вид на геноцид во реално време. И тоа лайв во HD или во 4K. Да, секојдневно јас јавно ќе признам дека не можам да ги читам сите информации што се случува и во Украина и во Газа и на други места. Не можам. Само ги следам главните информации, бидејќи ако се задлабочам, тоа навистина со тој стрес не можам да се соочам. Како да речем професионалец за комуникацијски работи. Значи тоа е големо искушение. Ние и порано сме да речеме Холокаустот или други, дури па и војната во Босна, ние сме дознавале од порано. Од подосна, многу подосна, нели? Масакрот во Сребреница тие работи. Месеци подосна, години подосна што се случува. Ние сега секојдневно гледаме 20-30 луѓе во некоја поврка за храна. Замислете кој е тоа искушение за низ да останеме психолошки здрави. Храна и потоа пукаат врз нив. Тоа е страшно. Значи, во таа смисла дека нашето искушение е многу поголемо од претходните генерации да се не да се остане психолошки здрав, туку да се сочува себе си од искушението на агресивноста. Мора повеќе да сме сабурли отколку нашите претходници гледајќи го тоа секој ден. А ова трпение веќе не достаточно. Така што на вистина треба да имаме разбирање за нашата изложеност и капацитетите на нашата етика и на нашиот ум да трпи такви и се случуваат два феномени. Или се развива агресивност, гледате што се случува, со различни масакри, се убиваат деца во училишта, во образовни установи, вие да ви е страв како родител да пуштите дете, значи тоа никогаш во историјата не било нормализирано деца да се убиваат, и тоа деца добиваат деца или млади добиваат деца. Значи ние чекориме, неколку чекори сме навлезени во тоа длабокото зло. И второто е секако
Значи, исклучувањето. Луѓето се исклучуваат. Целосно се исклучуваат и немаат воопшто сензибилитет да комуницираат со другите нормално. По тоа прашање. Само, како си, што си, добар сум, не сум добар, толку. Значи, тоа се вика фатичка комуникација, само го држиш каналот отворен, а ништо не комуницираш. Нема порака, нема содржина, нема разбирање, нема емпатија, нема социализација, ништо. Во таа смисла, таа постојана изложеност информации нас не тера кон агресивност или кон исклучување. Сега, благодарам многу беше чест за што беше вечера. да. Ова не последен, иншала, ќе имаме Иншала за и следна што се прилика да вели, разговараме. за хајра работи. Ова е секогаш. само Да. И Извинете за што ова- малку Вове. ве Не, за оваа тема мислам дека треба многу да се збори. секогаш Да. повикајте ме јас. Има Благодарам многу, со толку на значи теми. брзо беше времето на вашето одзивање и повико. Нема проблем. толку. Ние сега, обично во нашата комуникација, Покана. особено во нашата бошнашка заедница, многу ги цитираме топ листа на реалиста. Да. Има еден цитат од Цане Пребранац, еден скеч со него, вика, углавном се нема време на, како ми кажа во студио. Така и јас углавном се нема време на, сите сме зафатени, но мора како не како интелектуалци, тоа веќе е поточен збор, како луѓе кои што се активни да шират некоја добра мисла, да се жртвуваме. И од семејството и од приватноста да дојдеме. Да дојдеме, тоа ни е обврска. Фала многу седнаш. Благодарам. Мога да те награди. Фатмир, мога да те награди тебе што Прашањата мој ќе ги оставам за Ќе ги остави следниот пат. Ти. Окей, Во сиквел, во втората епизода. Целиот арсенал го next time. го искористам. Што беше присутен тука. Самото твое присуство беше Секој. мотивирачко. Motivational. Поштовани, ова беше Диванот, подкастот Диван за оваа недела. Ве поздравуваме, селам алейкум рахметуллах.